Неколку минути буквално неделата од свеченото отворање на петото јубилејно издание на филмскиот фестивал на балкански и медитерански филм преку езерото. Токму тука на брегот на Дојранското езеро во моментов гостите ги пополнуваат столчињата, а сликата од официјалното отворање ќе ја видиме утре вечер. Во вечерашните вести имам задоволство да разговарам со претседателката на Советот на филмскиот фестивал преку езерото, Мими Ѓорѓовска-Илиевска. Добро вечер и ви благодарам првично што ја прифативте поканата. И првото прашање би ми било дали е лесно да се одржува еден ваков фестивал во Македонија 5 години поред, бидејќи се слави еден мал јубилеј годинава. Токму така, добро вечер. Најпрвен благодарам на поканата. Задоволството е огромно по пети пат да се биде овде во Дојран по повод филмскиот фестивал на медитерански и балкански филм преку езерото. Дали е лесно? Јас ја имав таа чест и привилегија од самите почетоци заедно со иницијаторот на овој фестивал, господинот Јани Бојаджи, да бидам дел од основањето на фестивалот, од растењето на фестивалот и вечерва навистина се чувствувам многу радосна. Радосна затоа што од една ентузијастичка приказна која што ја започнавме пред 5 години, гледаме дека фестивалот секоја година расте се повеќе и повеќе, се повеќе се етаблира не само на мапата на домашните фестивали, туку и на мапата на европските и меѓународните фестивали, како еден од ретките фестивали кој што го третира медитеранскиот и балканскиот филм. Дали е лесно? Знаете, јас како велам, во животот се што се сака, се што се работи пред се со љубов, а потоа со голема професионалност и посветеност, е секогаш лесно. Секогаш е лесно да се биде успешен, доколку тоа вистински се посакува. Ќе биде доделена по трети пат наградата Мето Јовановски за високо професионално достигнување во сферата на филмот. Годинава завршува во рацете на акторот Тонина Умовски. Зошто оваа награда? Поддршка за македонските актери. Оваа награда исто така има огромно значење за овој фестивал. Да, токму така, да ги етаблираме, да ги афирмираме, да ги промовираме македонските актери е една од целите на наградата, но би рекла една друга, уште поголема цел, кога ја востановивме оваа награда, е да одадеме почит на еден од нашите магови, доајени на македонското филмско актерство, големиот Мето Јовановски. И сметам дека ги постигнуваме и двете цели во изминативе години откако ја доделуваме наградата. На сите оние на кои што им беше доделена наградата, започнувајќи со првиот лауреат Владо Јовановски, па потоа и следните кои што следуваа после него, сите на еден достоен начин го презентираат и афирмираат македонскиот филм преку нивните улоги кои што ги оствариле, главни, споредни, знаете како велам, нема големи и мали улоги, има само навистина добри улоги. Токму сите овие наши лауреати се такви професионалци кои што се реализирале на филмското платно како врвни актери и со тоа ја афирмираат македонската кинематографија. Ви благодарам за овој разговор, ви го честитам петото мало јубилејно издание на Преку езерото и ви посакувам многу успех идните години за гледачите на телевизија Алфа. Веќе утре ја најавувам преносот на атмосферата од брегот на Дојранското езеро вечерва и уште еден повик до гледачите пред малите екрани кои се наоѓаат во Дојран или во овој регион. Веднаш по завршувањето на промоцијата, односно отварањето, доделувањето на наградата, следува настап на рок групата Пеперминт. Влезот е бесплатен, па нека повелаците.